Осовременување на возниот парк на автобуските превозници како и итни измени на законот за превоз во патниот сообраќај, а во кој сега не се предвидува со која старосна граница би можеле да учествуваат возилата во превозот на патници. Ова се само дел од мерките кои ги предлагаат експертите по сообраќај со цел како што велат да се зголеми безбедноста во патниот сообраќај, но и да не се повтори случај сличен на оној како кај ласкарци. Зоран Шикалевски, советник за сообраќај во општина Огрид, вели дека основата на законот е стара речиси 15 години со само неколку измени и дополнувања. Држава треба да створи преку закони услови да барат од превозниците понови возила, разбираш, ама од друга страна да му отворат можности на превозниците да ја набавуваат тие возила. Пример, укинување на данок и некои други давачки за превозникот кој ќе го донеси новото возило да не ги плаќаат тие работи. Некои други пак сметаат дека се неопходни повеќе контроли врз сите вклучени во сообраќајот. Гледаме тешки товарни возила и автобуси што се бават со превоз на патници, што гумите не исполнуваат никаков стандард, а тие поминуваат на технички преглед без никаков проблем. Значи, многу е битно техничкиот преглед. Според Министерството за економија, ако пак некој сака да увезе автобус во земјава, тој не може да биде под стандардите на Евро 4. После нестрегата кај ласкарци, од МВР извршиле контрола на 494 возила со кои се врши јавен превоз на патници. 496 биле упатени на вонреден технички преглед, а кај 133 биле констатирани технички недостатоци, најмногу кај уредите за запирање и управување. Поднесени биле и 135 прекршочни платни налози. Во текот на една календарска година предвидени се 2 задолжителни редовни технички прегледи на сите автобуси. Тие се вршат од страна на овластени станици за технички преглед, додека контролата на техничката исправност на возилата кои учествуваат во сообраќајот ја врши МВР. На контролен здравствен преглед задолжително подлежи возачот, а во временски интервали што не може да бидат подолги од 3 години. Според проценките на осигурителните компании, во Македонија околу 40.000 нерегистрирани и неосигурани возила активно учествуваат во сообраќајот. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.